Граѓанска иницијатива за изедначување на правата на лицата со посебни потреби 5 до 12. Тука сме да ги повториме и потврдиме ставовите изнесени минатиот месец април, кога заедно со нашите деца кампувавме за да бидеме видени, за да нашиот глас конечно биде слушнат. Еве неповторно и овој месец продолжуваме со мисијата која ја започнавме и не отстапуваме се до исполнување на нашите барања. Овој викенд повторно ќе бидеме со шатори пред собранието, овој пат во многу поголем број, со целодневна агенда и активности и работилници за деца со посебни потреби. И повторно ќе им се обратиме на надлежните институции да дојдат, да не видат нас и нашите деца и заедно да разговараме за решенијата кои се однесуваат не само на нашите деца сега и овде, туку и на следните генерации. Еднаш веќе покажавме дека можеме и сами да се организираме и да се мобилизираме и да собереме преку 30.000 потписи за поддршка на иницијативата. Код граѓанската иницијатива 5 до 12 досега се приклучија повеќе од 30 здруженија на граѓани и неформални групи од цела Македонија, кои представуваат и застапуваат сериозни бројки членови од различни категории на попреченост, хендикеп или посебни потреби. Ги повикуваме останатите, кои досега не се официјално дел од оваа иницијатива, да пристапат, да се приклучат, да се обединиме и да застанеме цврсто заедно. Знаеме, можеме и умееме. И ќе го направиме тоа повторно. И не отстепуваме се до исполнувањето на нашите барања. Барањата во моментов се ревидираат и се припремаат во форма на законски и подзаконски акти и ќе бидат доставени до собранието и следната влада. Воедно ја повикуваме македонската јавност на дружење, гушкање и заеднички активности. Овие следни 3 дена ќе бидеме во Жена парк со нашите деца, сите различни и сите посебни. Да покажеме дека и нашите деца можат, ако им се даде можност, ако им се обезбедат услови. Тука сме и ќе останеме. Време е 5 до 12. Во соработка со родителите, ја организираме ова иницијатива со цел да возможиме подобар животен стандард на оваа категорија на лица со сензорна попреченост и исто така веруваме дека во соработка со институциите на системот, значи со централната и локалната власт, заеднички ќе формираме работнички групи, каде заеднички ќе ги усагласиме законите, недостатоците кои навистина беа пречка за подобар животен стандард на оваа категорија на деца. И затоа како организација сакаме да докажеме, покажеме 5 до 12 место за секој има еднакво по сонцето. Па вака, моето искуство со институциите на системот е тоа што од мало дете пораснав во институциите на системот. Значи јас сум дете со disability, сум дете пораснато во институциите на системот бидејќи сум бил дете без родителска грижа. Ова го започнуваме не дека јас или останатите што сме ние тука, туку ова го започнуваме да докажеме бидејќи мојата биолошка мајка морала да ме остави мене бидејќи таа имала 100% disability проблем во видот. И затоа како личност и како организација, место секој има еднакво по сонцето 5 до 12, решивме да тргнеме кон овој пат и веруваме дека ќе имаме позитивен импакт, зашто сепак заслужуваат сите овие деца да имаат место под сонцето за сите подеднакво. Знаете, глувите сакаат да победат тишината, а слепите сакаат да победат темнината. Дајте да им го оствариме тој сон. Организирани се работилници за децата со посебни потреби. Значи, со тоа сакаме да кажеме дека ако им се створат услови и можности на децата, тие можат и умеат. Ќе имаме работилница арт-терапија, тука е Сдруженијето Ластовица, музикотерапија, тематски работилници од Сдруженијето Крик, работилници здрава храна, психолошко советувалиште за родителите. Тука е Сојузот спорт, навечер ќе имаме од 18 до 20 часот спортови, утринска гимнастика со специјална олимпијада и многу други. Значи, целиот ден ќе биде исполнет со активности, односно Жена парк ќе се претвори во една голема работилница. Па вака можеме да... Не. Значи, од минатиот месец до сега никој не се јави, никој ништо... Не? Со оглед на политичката ситуација во која што се наоѓаме, не можеме да кажеме дека и ќе очекувавме нешто повеќе, но со оглед на фактот дека веднаш првиот ден после минатиот месец појавувањето наше овде, ние веднаш бевме веќе почнати да повикувани од индивидуално од институциите, односно
Јас лично во име на оваа граѓанска иницијатива веќе остварив средба со државниот секретар на Министерството за образование и наука, каде што замолив од наша страна да сето тоа го одложиме додека ние се консолидализираме, односно да се реорганизираме и да изстапиме со официјални детали од барањата. Така да имаше слух од досегашната власт, од институциите, истото го посакуваме и од идната кој да биде, да веднаш пристапи со разговор од наша страна, односно како што и е тезата, значи ништо без нас за нас. Значи очекуваме сега што се формира владата да веднаш институциите побараат, односно не побараат они нас, не ние нив, и да се разговара за детали, односно за промена на закони и подзаконски акти. По-конкретно само вашите барања до следната власт? Нашите конкретни барања, значи нема да можам сега во детал да ви ги презентирам, затоа што се уште се во фаза на изработка, но она што можеме така лаички општо да ви кажале, значи во секој случај најнеопходно во старт е да се изгради еден модерен центар за лица со посебни потреби, каде што во тој центар навистина ќе има секако едни барем нормални услови за пошироката популација на сите лица со посебни потреби, како што се физиотерапевти, како што се негуватели, индивидуални пристапи, односно лица кои се грижат за тие лица, медицински персонал, градинка, една поширока од секако опфатена од специјализирани лица и така натака. Така да сметам дека државата во 21. век може да изгради еден таков центар, каде што барем Скопје како едно најголемо здание од цела Република Македонија, посебно и можам да кажам дека голем број од лицата со посебни потреби се токму во Скопје, поголемиот број, да се почне од тука, па секако нормално заслужуваат и сите други градови да добијат такви едни модерни центри, па се останато. Понатака би можеле да разговараме.